И некои центри на моќ тоа, стави го народот ко зомби, нека разговара за дневна политика, дај му граф нека јаде, а возот иде понатаму. Цело време сме удавени, која е историја од пред 100 години, од пред 150 години, револуционери. Не може да ни бидат идеалите на луѓе што умреле пред 150 години или биле родени пред 150 на години, не може тоа да биде апликативно денес. Ние мислиме тие што сме учеле економија или право или политика, се испреплетувале тие теми на капитализмот. И секогаш се повикуваме некако и као флоскула да некои Адам Смит, Дейвид Рикардо на времето, па кризите и така натаму. Меѓутоа, ние често пати забораваме дека времето како одминува, се менуваат и приоритетите во општествата, државите, геополитиката. И денеска вие имате, например, најпросперитетни економии кои воопшто не се демократски. Имате просперитетни економии кои се капиталистички, ако ја сакате и Кина земете, Тоа е држава со два система, кај што политичкиот систем е комунизам, меѓутоа економскиот систем е капиталистички класичен, меѓутоа тоа е државен капитализам. Кај што државата има силно влијание во економските текови, во оно што значи моќна Кина и така натаму. И сакам да кажам преку ова паралела со Кина, сакам да кажам дека во 21 век не можете да кажете дека капитализмот е ексклузива на десницата, а на левицата тогаш што и преостанува? Комунизмот, социјализмот, тоа е одамна мртво. Значи, планирана економија, не знам. Да, тоа е мртво со паѓањето на Советски сојуз, со распадот на Југославија со 90-тите години, тоа веќе не постои. Значи, ако сакате и геополитички со Варшавскиот пакт не постои и така натаму, тој концепт на живење и на создавање, тоа веќе не постои. Проблемот е како тие држави од Источна Европа, вклучително и нас, се трансформирале во меѓувреме во пазарна економија. Значи, или не успеале никогаш да се трансформираат. Или не успеале никогаш, како што да речеме нашиве економии на Балканот, па и вклучително македонската и општеството воопшто, преди тоа што економијата секогаш оди со политиката заедно и го креира општеството. Мислам дека не успеавме да се трансформираме до крај во тој дел. Така да денеска кога јас лично се позиционирам визави тоа, со оглед на тоа дека сум оснивач на вестникот Капитал, Александар Тикова што најави, значи секогаш во последните 15-20 години сум водел сметка за овој момент на тоа. Така да многу пати и не сум бил разбран, не сме биле разбрани како уредувачка политика на вестникот, кога некогаш ќе се залагаме за сега нова кованица ќе извадам, социјален капитализам, да речеме. Значи, во основа пазарна економија, инвестиции, собственици, газди на компании. Македонија помина 30 години низ разни премрежија, веројатно ќе збориме, можда ќе додирнеме некои работи вечерва на таа тема. Меѓутоа, често пати заборававме на оној социјален момент и заради тоа денеска го имаме овој проблем визави работништвото, работниците, професионализмот, продуктивноста во економијата и во бизнисот. Ако сакате и во гласачката структура, луѓето во Македонија, прашање дали можат еден добар дел од граѓаните кои гласаат, прашање дали можат да разликуваат сега каде се, дали не се во конфузија. Тие прашања, например, кај нас, за жал, во нашето општество не постојат или малку се такви кои се бават со социологија на времето, значи со психологија на потрошувачи и на граѓани, со она што се значи транзицијски периоди, вие немате писатели во Македонија кои ќе ви пишуваат, значи луѓе кои ќе пишуваат за времето за 30-те години назад. Ние немаме архиви на вестниците, што се случило за да можеме да видиме пред 10-20 години. Браво. Значи ние цело време сме удавени, така ќе употребам термин, сме удавени во некоја историја од пред 100 години, од пред 150 години, револуционери, и го тоа целото препричаваме, и денеска ќе имате 10 емисии на сите 10, ако е темата раѓањето на Гоце Делчев вчера. Не дека не треба тоа да се спомне, или не дека не треба тоа да се потенцира.
во одредена ситуација. Не дека не треба да се приспомне, да се подсетиме на идеалите, но да ги земеме како пример. Не може да ни бидат идеалите на луѓе што умреле пред 150 години или биле родени пред 150 на години, не може тоа да биде апликативно денес. Идеалот како идеал може би, но идеите за реализирање на тој идеал не се соодветни тогаш и денес. Александар. Да, ама само ќе се надоврзам на ова што го кажавте. Знаеш кај нас што е проблемот? Проблемот е што историјата ја кажуваат не историчари, туку политичари. Тука ќе се надоврзам на тоа што го почна како тема околу капитализмот во Македонија. Во Македонија никогаш во суштина не се создаде едно капиталистичко општество. Народот се уште очекува се од државата. Народот не сака да излезе на слободниот пазар. Народот сака работите му бидат завршени. Само да довршам, без капитализам ти не можеш да имаш ниту социјална компонента во државата која што ќе може да го анимира тој дел од општеството. Дополнително на тоа што го зборевте за Гоце Делчев. Гоце Делчев не остана на науката, која што наука речи си да ја нема во Македонија, затоа што нема научно истражувачка дејност. Таа е оставена на политичарите кои што се користат со анегдоти како предавници и патриоти. Апропо изјавата нели на Гоце Делчев, не познавам народ кој што страдал повеќе од предавствата на своите синови од македонскиот, и не ја користат, на пример, јас вчера употребив една во својата честитка за роденденот на Гоце Делчев, велам оваа изрека е многу ретко споменувана, но е многу важна. Вели труд и посветеност и постојаност. Значи ти за да направиш било што, треба да работиш на тоа и да бидеш постојан во тоа што го работиш. А ние во ништо не сме постојани. Постојани сме во цитирањето на трудот, постојаноста и посветеноста во Македонија се заборавени категории. Трудот, постојаноста и посветеноста во Македонија се категории кои што означуваат казна. За нашиот народ, за нашето општество тоа е казна. И затоа не ја цитираат оваа мисла од Гоце Делчев. Ама ние имаме една континуирана пропаганда од самостојувањето на Република Македонија до денес, имаме една континуирана пропаганда дека обичниот народ учи или се труди, ништо не добива, а неучениот народ или тие кои што се наследници на некоја си не знам каква структура, тие без учење и без работа и без труд добивале се. И тоа е една психоза што е наметната 3 децени и од таа психоза денеска си патиме. Така. Тоа е сосема се согласувам, значи во тој дел, во ова што го кажувате, значи и тоа што е кажано, и тоа што не е кажано за историјата, кај нас се злоупотребува денес. Да. Значи, ако не збориме многу за Гоце Делчев, виновни сме зошто не збориме многу за Гоце Делчев. Ако многу збориме за Гоце Делчев, тогаш доаѓаме до ова ја што кажувам. Премногу збориме за нашите револуционери, тие живееле во едно друго време, забораваме дека живееле голем дел од нив во Отоманската империја, и да не навлегувам сега јас во историјата, бидејќи и темата ни е сосема друга и дневна и модерна и сето тоа, ние се удавивме годините на назад, а за жал влеговме во замката на околните држави кои сакаат ние да бидеме внатре. Јас ќе ви упатам на книгата на Добрица Чосич за Тито. Тоа е нова книга, извадена сега скоро, каде што јас нема да ги цитирам деловите за тој ги опишува сите народи на Југославија, меѓу кои македонскиот народ. Тоа нема да го цитирам, го оставам на публиката, нека ја отвори книгата, ќе го види цитатот за македонците. Кога викам македонците, зборам за сите националности внатре, под македонци, што мисли, но ние самите се доведуваме во замка да разговараме за нешто за кое прво неаме пишано доволно материјал, второ неаме осознаено доволно материјал за таа работа. Еве, го спомнуваме Гоце Делчев као најактуелно од вчера, роденденот и така натаму. Значи, што знаеме ние за Гоце Делчев? Кој дел од неговото дело го знаеме? Прво, човекот починал, ако не се лажам, на 30 на година, така? Значи, од тоа. Тој и немал време да напише, не знам што. Меѓутоа, ние не можеме да се врзуваме на тој дел. Ние можеме да... Тој е символот во Македонија. Значи, прво да се разбереме, значи, се колнеме во него, во неговата главна реченица, дека сака да биде закопан во независна Македонија. Тоа се работи кои треба да се знае и секој македонец треба да ги знае. Од тоа. Дека, меѓутоа, најексплоатирана реченица е Македонија ја гледам како, светот го гледам како поле за културен напревар меѓу народите.
гледаме дека ние премногу културно и не се однесуваме во тој дух, или во тој дел. Со што Не, ние не се надпреваруваме. Браво. Не се надпреваруваме. Значи, ние не се надпреваруваме со светот на културен план. Зошто во Под културен во тоа време се и во денешно време се мисли во поле на економија, и во поле на наука, и во поле на уметност и така натаму. Не е само кога сме веќе на оваа тема, претпоставувам ќе преминеме на поживи теми, меѓутоа ова што го кажуваш. Значи 32 години е Македонија независна држава, така? Да. Кажете ми вие на мене, дали, тројцата сме тука на вас. Дали ние сме сведоци за 32 години за нова документаристика околу Гоце Делчев, околу нашите други револуционери, дали имаме документаристика околу некои ликови во историјата за кои сметаме дека треба да ги издигнеме горе на еден совршен начин, дали правиме играни филмови на таа тема, погледнете српската продукција за своите што прави. Еве ќе ти одговорам веднаш. Имаме многу документаристика у последниве 30 години, особено во периодот 2008-2015, 16 во времето на Никола Груевски. Во времето на Никола Груевски имаме огромен број на ликови кои што се разработени во смисла на документирање на животите на тие ликови. Пример еден, рехабилитиране на пример Тодор Александров. Тодор Александров беше за Македонија и за поширокиот регион. Тодор Александров, особено за бугарите и за србите, Тодор Александров беше проблематичен лик и беше црн лик во македонската историја. Не, во историјата на Југославија. Југословенската историографија го оцрнуваше тој лик. Рехабилитиравме Ќосето на пример. Сега некои тие така позвучни имиња. Сарафов е лик кој што ако англичаните би го имале Сарафов, тој би бил Джеймс Бонд. Значи таков лик е Сарафов. За нивните луѓе, за овие луѓе почна претходната влада на ВМРО ДПМН да прави играни филмови, да финансира такви продукции, и нормално во еден класичен македонски менталитет тие продукции, тие финансии беа злоупотребувани во најголемиот дел. Огромен дел од тие пари беа на така навака ги снема, а она серија Македонија, нели, која се очекуваш, сите очекуваат да ја гледаат, таа серија Македонија беше забранета. На крајот беше забранета. Се смени власта, се забрани серија. Знаеш што ќе се надоврзам? И сега е тука е сега проблемот на тоа, на постојаноста на македонскиот систем. Ние не можеме да кажеме дека имаме систем во Македонија. И ќе се надоврзаме на овие актуелни теми. Не може да кажеме дека имаме ние систем кој како дојде све менува, све зинат прави, све над претходникот му прекинува и така натаму. Ние не можеме да се направуваме со народите културно, кога ние немаме култура према самите себе. Тоа сакам да го кажам, Александар. Ние имаме една Арсим Зеколи, морам да го цитирам, имаше еден статус на Facebook, од кој што јас како македонец, а и секој што би го прочитал статусот би се засрамил. Ние имаме една потреба да се навредуваме меѓу себе, да се нарекуваме не знам какви погредни збори, да се плюкаме, предавници, кодоши, да се делиме. Да се делиме во очи на актуелниве геостратешки промени, а и локални промени. Ние сме поделени по една невидлива основа, и тоа го искористуваат некои страни кои што се заинтересирани. И имаме ваков проблем како што имаме денес. Ние денес не знаеме што ќе правиме. Еве, најбанални примери ќе земам. Значи, иако не е банална личност, ова што ќе го спомнам сега. Значи, имате ситуација, најголемата звезда во Македонија во поп музика загинува во сообраќајна несреќа. Во 2007-2008 година. Тоа беше денеска, Тоше Проевски, за публиката. Значи, до ден денеска немате документарен филм за него снимено, немате игран филм снимено. Да беше Холивуд, лош пример зимам екстремен пример, до сега 16 филма ќе беа снимени. Така е. Српска продукција, видите што прави за Тома, за Джей, за тоа. Ние немаме нагон во Македонија тоа да го направиме. Нема финансиер, отидете да земете да направите продукција за Тоше, финансиер едва ќе најдете 20.000 евра, дали ќе соберете за. Па не го разбрав, ние немаме нагон заради тоа што ние имаме
одбивност кон успешните луѓе. Не, Значи- имаме сериозен проблем што никош не го разбравме како функционира слободниот пазар. Тоа што Мечка го говореше за тие десетина години во кои што се развивала македонската историографија, проблемот е што не беше спонзорирано од приватни џепови, туку беше спонзорирано од државен џеп. И проблемот е што ние не направивме сериозна продукција да Борис Арафов, како што рече Мечка, го представиме како Джеймс Бонд у светот, и може да се сними сериозен и успешен филм, значи економски, значи он да биде конкурентен на пазарот на филм. Значи србите тоа успеа да го направат на пример со Сенки на Балканот, тоа е најпрост пример. Прекрасно. Ама они набреа комерцијален производ прекрасно од Сенки над Балканот. Така е. А ние никогаш не направивме комерцијален филм. И втора работа, српското општество покажа нагон на храброст внатре во продукцијата. Ние кај нас приклучуваме одредени фази во нашите 30 години. Така. Погледнете други серии во Било Србија. Грлич плука по Вучич, а излегува изимаат државни Земете го пари. државен службеник. Да. Дали сте гледали Да. серија Да. државен службеник? Земете Беса. Да. Земете некои други, Клан и така натаму. Значи, тоа се серии кои обработуваат модерни теми, кои се во сценариото се викам ти Керко сети се снаа, што сакам да ти кажам, на елитите политички, каде што се прикажани во државен службеник е прикажано комплетно општество денеска на Балкан како функционира. Сакаш Србија, сакаш Македонија, сакаш Црна Гора, Хрватска, Косово. Црна Гора, секаде што во Македонија поразлично да не е Не, од не, серијата. Исто е. Дури и бетер заради тоа што ние имаме кланови по етничка припадност, имаме По и разни политичка други- имаме. и политички кланови имаме и така натаму. Можда не сме толку брутални како што е таму или не знаеме дали сме, можеби немаме ни информации за таа работа. Меѓутоа, кај нас кажете ми вие една продукција или режисер кој излегува и се одважила и рекла, или кажете ми институција која е решила да изфинансира таква серија. Нема храброст за тоа. Така? Значи, тоа е моментот на македонскиот момент во моментот. Ние не знаеме да раскажуваме за себе. Да правиме мит за себе, а митот е нацијата. Да. И ние не знаеме тие символи да ги вадиме на површина. Тие митови треба да се раскажат. Тие остануваат потоа запишани за идни генерации, а идните генерации се менуваат на 8 години, на 16 години, ќе се сменат, ќе видат, ќе речат абе у тоа време тоа се случувало. Што ќе кажеме ние за овие 30 години? Све е прекјутено, све е под тепих ставено. Можеме да сведочиме. Јас барем сум сме живи. на тоа. Па живи сме. Да. Значи јас сум почнал да работам медиуми 91 година, кога се осамосталила државата. Значи, хроничар на цело време. Што е запишано од тоа? Дали е запишан тат некаде? Дали е атентатот на Киро Глигоров опишан во некој документарец или документарец може да има, не знам. Нема документарец, има само она матава што го прави, архивска. Дали игран филм е направен на таа? Не. Дали што да ви кажам друго? Дали некои меѓуетнички судири во 90-тите години се опишани? Сме ги имале многу. 2001 на 2001 дали некој извлекол поука и да направи уметничко дело од 2001 година, да каже правам филм, документарци имало, некои финансирани од меѓународни организации и така натаму. Не, може да се направи играно документарен. Играно документарен филм Да. или игран филм да се направи за 2001 година, да се прати порака во општеството што правиме. Значи ние не се занимаваме со тие работи. Ние ги приклучуваме, ги ставаме под тепех и потоа се справиме со последиците кога доаѓаат на дневен ред политички. И ние сме станале сите зомби политички и разговараме исклучиво за дневна политика. Да. И некои центри на МОК тоа им одговара, им конвенира. Стави го народот ко зомби, нека разговара за дневна политика, дај му граф нека јаде, нека збори цел ден за политика, нека пие ефтина ракија, нека јади шопска салата и ќе разговараме ние, а возот иде понатаму. Ние тој момент не го расчистивме во државата, вклучително и ден денеска. Се согласувам.